На инфективно оделение во Струмичката болница месечно околу 10 граѓани бараат помош како резултат од каснување од кучињата скитници. Лекарите велат дека бројката никако не е мала, но дека во летниот период бројот на граѓани кои се каснати од кучињата скитници низ градот е далеку поголема. Кучињата скитници представуваат доста голем проблем кој посебно се актуализира последните години од кога се борба за заштита на животните, забрането убивање на кучињата скитници. Тие треба да се збринат преку шинтерски служби, но за жал се уште не сме во таа состојба, така да по улиците на Струмица гледаме голем број на кучиња скитници. Таа е како прво непријатна слика, а како второ представа голем здравствен проблем. Значи кучињата, освен други болести, може да пренесуваат голем број на заболувања, значи кои се пренесуваат и кај луѓето. Значи најголем проблем представува беснилото кој го пренесуваат, така да секое каснување од куче, ние потенцијално, значи секое куче го сметаме дека има беснило и за тоа треба да се спроведе соодветна профилакса, односно антирабична и антитетанична профилакса се спроведува. Инфектолозите апелираат до граѓаните да се предземат првичните заштитни мерки по каснувањето од кучињата се до моментот додека не се јават на лекар. Доколку бидат каснати од тие улични кучиња, прво да видат кое куче е. Обично сега ти имат обетки, значи тоа се вакцинирани кучиња, да приметат дали кучето што ги каснало има обетки, за да не се подлежнува на таа процедура, вакцинација која се вакцинира во 5 дози. Првична помош, значи миење доколку е померла раната. Обично тие се убудни рани од запретко имаме од гризнотини да кажеме. Прва помош миење со детергент или со сапун. Тоа сите да го знаат. Најпрво значи убаво да се измие местото со сапун, потоа да се јави кај лекар, имаме натамошна обработка. Сведоци сме дека централното градско подрачје повеќе месеци е место каде што живеат во поголема глутница околу 10 кучиња, но не се исклучуваат и останатите улици низ градот.